Црквата Божја не повикува на една последна и суштествена, важна, внатрешна подготовка. Не повикува на очистување на срцето преку љубовта и проштавањето. Пред утре да ја слушнеме заповедта на Божествениот Учител: земете, јадете, ова е моето тело, пиете од неа сите, ова е мојата крв, и ова правете го во мој спомен, треба најнапред да го чуеме и повикот на неговата милост. Простете им на вашите должници, како што и јас ви проштевам вам. Не можеме да влеземе на вечерата Господова ако нашето срце е затворено за ближните, за прошка кон нашите солуѓе. Не можеме да се соединиме со оној кој се распна за сите, а да не сакаме да се помириме со тие што ни сгрешиле. Велика среда не поставува пред оваа одлучувачка вратата на проштевањето. Само ако ја отвориме, ќе можеме да влеземе во длабочината на тајната. Што е полесно, прашува Свети Јован Златоус, од тоа да простиш. Не треба ни да патуваш, ни да плаќаш, ни да се жртвуваш, само да сакаш и веќе си победил. А победата на проштевањето е навистина најголема победа на човекот. Оти тогаш Христос царува во срцето. Да исползуваме оваа велика среда како еден благословен час на простување, на измирување, на обновување на мирот, прво со ближните, па со Бога. И тогаш достоинствено ќе можеме да седнеме на тајната вечера и со радост ќе можеме да го поздравиме воскреснатиот Господ со чисто срце и со просветлена душа. Простете за да ви биде простено. Помирете се за да бидете примени. Љубете за да живеете. Благословете оци и браќа и простете ми мене грешниот за се што сгрешив во текот на целиот мој живот и во оваа света 40-ница со зборови, дела, помисли, со сите мои сетила, и на сите вас нека ви е простено од мене и од Бога за добра Пасха.